Продолжуваме да возиме кон Струмица повторно. Тука е господинот Костадин Уста Петров. Тој ми прати на една подолга биографија за која кога ја примив се насмеев во некоја го прочитам сето ова што си ми пратил овде, дека ќе треба да зборувам за тебе цела вечер. Јас след тоа го скратив, ама добив нешто и тука од помашен материјал, па така ќе се посредам со него и ќе кажам нешто кратко, а она што евентуално требаше да се потенцира, а ја ќе го испуштам, нека не биде скромно, па нека се го каже самите. Значи, роден во Струмица, далечната 1950 година, далечната минатиот век. Завршен основно училиште во родното место, а следно градено училиште и архитектонски факултет во Скопје. Со карикатура и афоризм се занимава од 71 година. Објавувал своји афоризми и карикатури во многу вестници и списанија, не само во Македонија, не само на бившите ју простори, не само на Балканскиот полуостров, туку и широм светот. Член на Сдруженијето на карикатуристи на Македонија, има издадено повеќе книги со афоризми и со карикатури. Со афоризам е застапен во антологијата на македонскиот и антологијата на балканскиот афоризам, самостојни изложби како карикатурист. Има направено во повеќе градови низ Македонија, а неговите карикатури се наоѓаат во повеќе светски фестивали, галерии и приватни колекции во Македонија, Италија, Канада, Полска, Словачка, Бугарија, бившите ју републики, Турција, Иран, Белгија, Грција и други земји широм светот. Редовен учесник на повеќе кратен добитник е на награди и на Светската галерија на карикатури, која редовно се организира во нашата земја. И своевремено беше предплатен секоја година, така речи предплатен затоа што секоја година добиваше награди на конкурсите што ги организираше Вестникот студентски збор. Јас во прилика толку ми кажал, иако реков за него има да се кажува, ако почнете да гледате сите награди и признанија што ги има до сега, да се кажува уште многу, меѓутоа оставам тоа што го кажа и за себе и од своите творишта. Скрати. Готово скрати. Најтешко е тоа што морам да ги кажам афоризмите во скратена форма. Знаете за трите прасиња се спасија од волкот, ама не култури од човек. Единствено, кога се бира брачен другар, не се бара да има работно искуство. Кога гледаат какви се луѓето и кравите ги фаќа лудило. Пушачите не стариат од цигарите, туку од мака, што не можат да престанат со пушењето. Многу добри луѓе ни подарија шешири, а просјачките стакови ќе ни ги дадат на кредит. Го донесува до просјачки став, сега може да му се фатат за него. Што како е мозок на вашето дете, кога го користи вашиот? Никогаш нема да паднеме толку ниско. Ние таму живееме. Добро е да се биде на богато трпеза, ама некако јавне. За да се молзи народот, треба да се напасува. Што ќе му е брачен, кога повеќе дупење има во партијскиот живот? Кога мајмунот застанал на задните две и со предните две нозе почнал да се чупа по градите, станал човек. Влазе си им на сиромашните во Америка, живеат во богата држава. Обично кога жената е политичар, мајчинската љубов на детството ја дава таткото.
На жените ќе им биде подобро да не се фаќаат за политиката, туку за политичаните. Од кога почина, животните услови му се подобрија, го спаја само парцела. Од рана на повреден административец може да потече само кафе. Најлоши луѓе на светот се соседите, колку да не заборавите и вие сте некој сосед. Животот е фата моргана, кој фати фати. Платата не ми е примарна, туку секундарна. Јас не мога за секунда. Благодарам.